Почнуваме со саботното издание на регионалните вести. Третата меѓународна конференција на тема како да подобра цена на преводите беше одржана денес на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Конференцијата ја организираше Сдруженијето на преведувачи на Македонија. Преведувачите да имаат законска можност да се самовработат како физичко лице. Ова е моделот кој македонските преведувачи ќе го достава до властите како основа за решавање на нивниот работен статус. Лицата кои се занимаваат со слободните професии како нашата, за да се вработат потребно е да се регистрираат како правно лице. Но обврските кои ги предвидува ваквиот статус не можеме да ги исполниме поради нашиот нередовен работен ангажман, велат од Сдруженијето на преведувачи. Во управата за јавни приходи секој може, кој што врши слободна дејност, да се пријави како самовработено лице, меѓутоа во овој момент тој модел го фаќа само плаќањето на персоналниот данок. А ние велиме зошто да не го прошириме тој модел, па самовработеното лице навистина да биде самовработено и да ги вклучиме и социјалното осигурување, односно пензиското и здравственото осигурување. Со моделот на самовработување на физичко лице ќе се намали сивата економија, ќе се избегнат честите случаи на вработување во разни фирми, само поради пензиско и здравствено осигурување. Ќе се овозможи формирање на регистар на слободни професионални преведувачи. Со тоа злоупотребата на професијата преведувач од разни аматери ќе биде сведена на минимум. Преведувач и толкувач не може да биде секој еден што мисли дека го знае доволно јазикот на одредено ниво и да се земе за право, да се дрзне дури, да рече, дури да толкува, сме имали и такви случаи, што ќе се земе човекот од страна, ајде вие го разбирате јазикот, не е тоа така едноставно. Сдруженијето на преведувачи на Македонија денеска во Тетово ја одржа третата меѓународна конференција на тема како да подобра цена за преводите. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. На големиот пазар во Гостивар вчера вечер изгоре пластична барака. Повредени нема. Причините како настанал пожарот се уште не се разјаснети. На Тетовското подрачје пак било опожарено возило. Изгоре пластична барака на градскиот пазар во Гостивар. Во пожарот кој избувнал вчера вечер нема повредени. Причината е само материјална штета. Според информациите од СВР Тетово, случајот во полиција го пријавил вработен во Прогрес пазари околу 19 часот и 30 минути. Изгорената барака била со површина од 6 метри квадратни и внатре се чувале 100 метли кои се користеле за потребите на фирмата. Огнот бил изгаснат со интервенција на Гостиварската противпожарна единица, а набргу потоа бил извршен увид. Од полицијата соопштуваат дека се работи на утврдување на причините и околностите под кои настанал пожарот. Вкупната материјална штета се проценува на околу 2000 евра. Вчера вечер на Тетовското подрачје пак било опожарено возило. Жител на селото Вешала пријавил дека додека се движел со автомобил Опел Астра од Бродец кон своето село, му се запалил предниот дел од возилото. Огнот брзо се проширил и автомобилот целосно изгорел. И во овој случај нема повредени, а материјалната штета допрва ќе се утврдува. Извршен е увид и се работи на расветлување на причините, соопштуваат од полицијата. Тетовци деновиве имаат несекојдневна можност да погледнат рачни етно изработки на ракотворци од Македонија, Албанија, Косово, Црна Гора и Турција. Изложбените штандови во рамки на караванот Балкански базар ќе останат на платото пред Центарот за култура во Тетово до утре, а од понеделник се силат во Гостивар. Од вчера па до утре тетовци имаат несекојдневна можност да уживаат во изложба на рачни етно изработки на ракотворци од Македонија, Албанија, Косово, Црна Гора и Турција. На платото пред Домот на културата Илјо Антевски смок во Тетово се поставени изложбени штандови во рамки на третиот поред патувачки караван Балкански базар. Се работи за една средба подолгогодишна со уметници ракотворци од 4 држави, меѓу кои 5-та Македонија, каде што го одбележуваме месец октомври, кој што е месец
посветен на занајчиите, на занајчиството, на ракотворството, на креативноста. Под покровителство на Центар за култура во Тетово и подпомогнати од општина Тетово и градоначалничката на општина Тетово, успеавме да денеска на 23 го започнеме нашиот караван на одбележување со град Тетово. 3 дена ќе престојуваме, а понеделник и вторник ќе бидеме во Гостивар. Мислам дека градовите, односно државите Црна Гора, Косово, Албанија, дел од Турција и секако Македонија се учесници на овој Балкански базар, кој што го започнавме во јуни месец во Скопје и каде што продолживме летоска во сите овие држави да заеднички настапуваме со една цел да се формира неформална мрежа на ракотворци од балкански држави кои што не се членки на Европска Унија, меѓутоа да од 2016 година започнат да ги користат преку проектите, фондовите и средствата наменети баш за нив, за занајчиите. Посетителите на штандовите беа воодушевени од досетливоста и умешноста на ракотворците. Голем интерес предизвикаа креативните изработки од несекојдневни материјали како камен, сушени цветови и листови и стари шишиња, а за восхит беа и рачно ткените кошули, таписерии и килими. Ovo je treći bazar u Tetovo, znači po redu, znači ovi su učesnici iz Albanije, Makedonije, Kosova i Crne Gore. Znači ovaj put imamo oko 25 izlagači koji rade raznovrste stvari od vune, znači drveta i etnografske stvari. Što se tiče Tetova, mislim da je onako dobro posjećen sajam. Mi smo učestvovali na dosta sajmova, učestvovali smo oko 80 sajmova, isto u saradnju sa gospođom koja je malo prije pričala iz Arta i Kraft, Gordana Mitrevski iz Skopja. Također sarađujemo i sa drugim nevladinim organizacijama. Mi smo bili i u Tursku koju smo osvojili kao nevladina organizacija prvo mjesto. Također smo u Južnu Albaniju osvojili prvo mjesto u Đirokastru i kao nevladina organizacija Globus Art jedna smo od najaktivnijih u regionu Balkana. Također ovi učesnici iz Makedonije su učestvovali u Ulcinju na međunarodnom sajmu koji se održavao po treći put. Znači, također će biti ovaj sajam po redu, sad će biti u Gostivaru, 26. i 7. Pa posle imamo sajam u Prištini, u Tursku, onda imamo u Republiku Benin, znači u decembru od 20. do 24. decembra. Иако постои верување дека некои занајати полека изумираат одстапувајќи место на фабричките масовни производства, сепак она што со љубов се работи и на кое се посветува време и внимание е повредно од било кој фабрикуван производ. Можеби ракотворството не спаѓа во исплатливи занајати, но од него секако може да се заработи, сметаат ракотворците. Radim ove drvene ručne radove, to su instrumenti, znači muzički instrumenti, etnomuzički instrumenti, onda ove minijature razne. Mi imamo i veće, znači, radove, ali pošto za transport je malo teže da se dovede do Makedonije, pa mi za sajam uzimamo ove minijature najviše, tako da mi dajemo kontakte. Moj cilj je isto tako da kao nevladina organizacija da uzmem nove kontakte, nove izlagače, da bi svaki sajam imao nešto novo i tako. Stvarno čovjek kad voli nešto da radi, znači ručne radove, znači nije to da nema profitabila od ove, stvarno čovjek kad radi, znači ja radim već 11 godina, znači od drvetu i u gipsu i mislim da sam prezadovoljan, mislim što se tiče jer malo ko može da živi od ručne rabote i ja to znači radim puno, znači imam razne vrsti stvari koje radim od drveta i tako znači učestvujemo svaki 10-15 dana na neki sajam i to je nešto, neka pomoć koja utiče znači u profitabil ovog posla. Иницијаторите на манифестацијата Балкански базар веќе трета година се трудат да посетат што повеќе градови на Балканот со цел да поттикнат што повеќе луѓе на креативност и активно занимавање со ракотворство. Здружение кое што постои веќе 3 години, во кое што членуваат поголем број на уметници кои што и занаечи на стари изумрени занаети, под знак навода изумрени, бидејќи ние настојуваме да секој занает кој што е во заборав го оживееме, му дадеме значение и го разбудиме нашиот човек, оној кој што е во власт, кој што одлучува за нас, да
Сите потекнуваме од занаичиски семејства да се освестиме, нели, разбудиме да не ни се даде право место во општеството. Државата ни подпомага со едни многу мали мини кредити или проектчиња од по 1000 евра, смешна сума која што не можеш ни едно здружение или некоја фирма да регистрираш со тие пари, меѓутоа и тоа е прв чекор да не се заборавиме. Здруженијето има 4 вида на дејности. Првата и основна дејност е обука. Значи обука, старите занаети, оние старите мајсторици на својот занает, ткајачките, изработувачи на дрво, филигранисти на сребро, на злато и така натаму сега. Значи да подпомогнат на младите да си го најдат собствениот бизнис, да не чекаат пред агенција за вработување, туку да започнат собствен бизнис, тоа државата го овозможува и да бидат со тој вид на самоодржливост да можат и да обстојат, да екзистираат. Втора дејност со која што Здруженијето работи, тоа е едукација, каде што ние покрај обуки сакаме и законодавно да ги едуцираме што се законот овозможува за да можат тие полесно да дојдат до тие фондови, до тие средства. Формиравме неформална мрежа, што ви кажам, од ракотворци за настапување надвор од државата, бидејќи било каде да се појавиме, ни бараат одредени дозволи, одредена документација, тоа е тешко да се дојде. Изложбените штандови во рамки на караванот Балкански базар ќе останат на платото пред Центарот за култура во Тетово до утре, а од понеделник се селат во Гостивар. Бомба експлодираше во саботата вечерта во скопската населба Топанско поле во близина на куќата на вице-премиерот за евроинтеграција Муса Џафери. Бомбата експлодирала пред куќа на еден бизнисмен кој што живее во соседството на Џафери. Во експлозијата која се случила околу 20 часот никој не е повреден, а причината е материјална штета на куќата и на патнички автомобил. Ноќта во сабота спроти недела почнува зимското сметање на времето, со што стрелките на часовникот ќе се поместат за 1 час назад. Во недела на 25 октомври 2015 година во 3 часот завршува летното сметање на времето, така што со поместување за 1 час наназад времето во 3 часот се смета како 2 часот. Зимското сметање на времето почнува последниот викенд во октомври и трае до последниот викенд на март. И информација од спортот. Тетово е домаќин на 14-тиот меѓународен карате турнир Тетово Опен 2015. На турнирот учествуваат членови од 55 карате клубови од 5 држави. Каратисти од 55 карате клубови од 5 држави учествуваа на 14-тиот поред меѓународен карате турнир Тетово Опен 2015, кој денес се одржа во Тетово. Организатор на ова спортско надпреварување е карате клубот Фати од Тетово. Целта на овој карате турнир е каратистите од различни возрастни групи да покажат колку се успешни во совладувањето на оваа древна спортска вештина. Тетово Опен се организира за 14 пат поред меѓународно ниво има. Значи е во календарот на Карате Федерација на Македонија и нормално и како што видовте и вие, тука има масовност, околу 55 клуба се учесници од 5 држави. Мислим дека ова е секоја година расте нивото, квалитетот, гледам и бројот на учесниците, професионалисти, да кажеме, репрезентативци на Македонија,
како што видовте и во Кати имаше една изведба, тие се главни конкуренти за некоја медалја од Ронин, се карате клубот Ронин од Прилеп, така да ја како организатор тоа гледам кога ме посетуваат или доаѓаат клубови кои што навистина имаат квалитет, тоа ме радува мене и ме мотивира за понатаму ја да продолжам и по 15 пати понатаму. А колку овој меѓународен надпревар е значаен за самите каратисти во однос на стекнување искуство, бодови или има, како се рангира и колку е значаено за натамошните надпревари? Па да, се рангира тоа, нормално се рангира, ова е меѓународно ниво, меѓународен карактер има. И така да овој е, да речем, и последен турнир во нашата држава пред светска првенство, така да почнуваме одма со завршни подготовки кои не следуваат со репрезентацијата и ќе ги чуваме и квалитетот на нашите репрезентативци. Со своји надпреварувачи на турнирот учествуваа и членовите од карате клубот Басаи од Тетово. Медалот, но и дружењето, развивањето на спортскиот дух и воспитувањето се мисијата на нашите каратисти, велат од таму. Карате клуб Басаи од Тетово на овој турнир е застапен со 14 надпреварувачи во поединечна конкуренција и со два тима. Ќе се представиме онака како што и досега, најдостоинствено сме се представувале, онолку колку што сме спремни, а се надевам дека сме доволно спремни, и што е најбитно да ја продолжиме онаја мисија која што значи не само надпревар и не само императив на прво место, туку едноставно облагородување на детската душа со активности што значат спорт и што значат императив на развој на карактерот, на дружење, на едно растеретување од секојдневните обврски. Значи, освен императив на медаља, многу е битно за карате клуб Басаи и тоа е во нашата своевидна мисија, да кажам, воспитување на децата. Со млади каратисти почетници на турнирот Тетово Опен 2015 година се представија од карате клубот Тигар 2003 од Беловиште. Значи на ова меѓународно надпреварување се представуваме со околу 15 наши членови, од кои повеќето се мали дечиња, почетници, и тука ние блиску во Тетово сакаме да го имплементираме тоа, да ни биде малце значи да ги донесеме дечињата, да ги осетат татамите малку, да го осетат тоа надпреварување, а имаме исто, носиме со нас и деца, државни прваци на Република Македонија, кој овој турнир го сматраме како еден од подобрите турнири во Република Македонија, и тоа за нас представува едно скалило плюс, децата да ја одржуваат нивната кондициона спремност за понатамошните такмичења кои ни следат на државно и на меѓународно ниво. На најуспешните во карате турнирот Тетово Опен 2015 им беа доделени медали и пехари. Црногорската полиција соопшти дека планираниот за вечерва протест на опозицијскиот Демократски фронт е одобрен, но предупреди дека се можни инциденти. Протестот ќе почне во 19 часот по локално време и може да трае најдоцна до недела во 6 часот изутрината, соопшти полицијата. Вчера председателот Филип Војановиќ ги повика организаторите на протестот да се погрижат демонстрацијата да протече мирно, без загрозување на јавниот ред и мир и без да ја нарушува слободата и правото на останатите граѓани. Дел од црногорската опозиција обединета околу Демократскиот фронт, кој протестира веќе 20 дена и даде на владата рок до денеска да поднесе оставка, заканувајќи се со проширување на протестите. Премиерот Мило Ѓукановиќ соопшти дека владата по сериозно разгледување на барањата на опозицијата одлучила дека нема основа да поднесе оставка и има легитимно право да ја продолжи работата. Косовското движење Самоопределување повторно пушти солзавец во парламентот во Приштина во знак на протест против бриселските спогодби со Србија и од спогодбата за демаркација на границата со Црна Гора. По нападот биле евакуирани пратениците и персоналот на парламентот. Од движењето соопштија дека пуштиле солзавеци во кабинетот на председателот на парламентот Кадри Весели. Косовската опозиција ја предупреди владата да не свикува нова парламентарна седница додека спогодбите не бидат повлечени. Западните лидери предупредија дека повторните потези на опозицијските пратеници со цел да ја обструираат работата на Косовскиот парламент преку пуштање на солзавец во зградата ја повредуваат балканската нација.
Бројот на жртвите во нападот врз процесијата на шиитските муслимани во петок навечер по повод празникот Ашура се зголеми на 24 луѓе, а меѓу нив 6 се деца, покажуваат новите податоци во Пакистан, каде во саботата од безбедносни причини се исклучени мрежата за мобилната телефонија и интернетот. Според првите податоци имаше најмалку 16 убиени и 40 ранети во петокот ноќта во самоубиствениот напад врз шиитската процесија во покрајината Синд на југот од Пакистан. Станува збор за вториот напад врз шиитите откако во четвртокот во самоубиствениот атентат во шиитската џамија на југозападот од Пакистан беа убиени најмалку 11 луѓе, од кои 6 се деца, а 12 се ранети. Ураганот Патрисија ја загуби својата сила денеска 24 часа откако го погоди западно Мексико и донесе силен ветер и дожд, но изгледа не предизвика сериозни штети. Патрисија беше категоризиран како најсилен ураган од 5-та категорија, но откако го погоди Мексико ја намали силата и е категоризиран во втора категорија тропска бура. Американскиот национален временски сервис предупреди дека сепак Патрисија останува силен ураган и покрај намалувањето на категоријата. Мексиканскиот председател Енрико Пена Нието побара од населението да остане во прифатните центри, нагласувајќи дека безбедносните сили ќе патролираат за да ги заштитат нивните домови. Мексиканската влада предупреди дека пепелта и други материјали од блискиот вулкан можат да се помешаат со силните дождови. Американскиот центар за урагани соопшти дека Патрисија го погодила брегот кој е ретко населен со ветер со брзина од 265 км на час, што е најсилна бура кога било регистрирана во Америка. Илјадници луѓе, локално население и туристи беа евакуирани, а аеродромите се затворени. Денес имавме сончево време со мала до умерена локална облачност. Утринската температура се движеше од 3 до 8, а дневната од 10 до 15 степени. Утре не очекува сончево време со мала до умерена локална облачност. Утринските температури ќе се движат од 5 до 10, а дневните од 8 до 17 степени. Тоа беше се што ви подготвивме. Ви благодариме на вниманието и пријатно.